Благодарам, председателке, почитувани колеги пратеници. Класично како она дека ВМРО комплетно е забегано, дека нема допирна точка со реалноста, гледаме на денешниот одговор на колега Стојановски. Па вие, колега Стојановски, сте забегали ве суголуѓе. Овоземски Маршалов план, па го повикувате и Бога да помошалте. Абе народот, жртвите, повредените бараат помош секојдневно од сите нас да им се помогне на луѓето, им се излези во пресред. Па вие најдовте да водите некаква си тука квази политика на маката на овие личности. И сега тука ни објаснувате како собранието немало никаква надлежност, како собранието не требало да биде вклучено во целиот овој процес, па заменик министеров овде, ајде да не употребам побрутален збор, ни објаснува дека не требало никаква политика. Кој води политика? Вие барате начин како да се извадите од оваа цела ситуација во која што сами навлеговте вие. Абе вие цело време секој ден од почетокот на истрагата до крај баравте начин како да ги амнестирате оние кои што биле директно одговорни за како последици што се случи ова со Кочани. Па самите тие полицајци кои што имале обврска дента да постават оперативен план по законот за јавни собери да постапат, не постапиле, вие до последен момент ги заштитувавте. И после месец и пол дена на сите реакции кои што ги имаше СРСМ, па излеговте во јавност, излезе во јавност дека биле обвинети, па почнавте да се вршат некакви ситуации на обвинување така натаму, па да бидат фатени во истрагата. Ги спомнувате претходните трагедии, па вие сте сега власт, ајде разрешете ги. Излезете пред јавноста, кажете дека тој виновен за ова. А не да тука да барате начин како пиарски да го спинувате овој цел процес. Ви понудивме рака да им излеземе од пресед, да тргнеме настрана се, да им се помогне на овие граѓани затоа што секојдневно имаат сериозни проблеми. Да бевте вие на ова лице место ќе мафтате со слики овде на повредите кои што ги имаат овие 200 повредени. Тоа нема да го направиме ние. Ама затоа бараме начин. Која е врската наша? Освен да бараме начин преку амандмани, преку предлог на законски решенија да се им излезе во пресед. Еве ви понудивме, вие предложете ги. Еве заменик министер, вие излезете овде, предложете во ребалансот на буџетот, се што ќе предложите ќе прифатиме за да им се помогне граѓаните. Едно нешто кажете, ова ние денеска го предлагаме, тоа да им се излезе во пресед на граѓаните, ние ќе го прифатиме. Ама немате ви слуг за таа работа. Па овде сега Бога го повикува, Маршалов план некако, кого заменувате? Бе, кој мислите дека ви верува луѓе? Свестете се малце дека нова ситуација на никој не им води во прилог да води некаква си политичка кампања. Ама затоа мора да најдеме решение. Зошто не плаќа граѓаните нас овде, ако не нудиме некакво си решение? Или Маршалов план сега имате ве. За кога Маршалов план? Овие да останат дополнително инвалиди, 200 што се повредени. Па секој ден самите родители, дали има некој поголем знак од тоа дека самите родители на жртвите и на повредените секоја сабота ви излегуваат и бараат помош од државата. Тој слуг кој треба да го слушни? Пратениците, владата. Зашо сме ние платени ако не го слушниме гласот на народот? Поготово на сите овие луѓе кои што насушно секојдневно им е потребно да им се излезе во пресред. Секој ден родителите, самите родители бараат да им се помогне затоа што се соочуваат со секојдневни проблеми. Конкретно во законот е предвидено што предлагаме ние и во здравството, и во образованието, и како им да се справат се полесно и жртвите, семејствата на жртвите и овие 200 повредени. Затоа апелирам, вразумете се. Оставете Маршалов, оставете Мицкоски, оставете ВМРО да помене. Гледајте да им се помогне граѓаните затоа што граѓаните ви бирале овде во собрание да седите да им помагате, а не да водите гола политика. Благодарам.